Добро вечер, граѓани на населба Железничка, добро вечер. Една од најпатриотските и највомаровските населби во нашиот град. Мислам дека не се потребни такви зборки, слушате во текот на излагањето што е поентата, но јас ќе ви се обртам од името на вистинското ВМРО. Повеќето ме знаете, но јас пак ќе ви кажам тоа. Јас сум еден од основачите на ВМРО од 1990 година и значи само за подсетување и да ви напоменам дека времето на тоа ВМРО, односно во времето на покојниот Пане Велев, тогашен председател, оваа населба почна да расте, да се развива и да живее. Како советник сите ми се сведоци кога во прашање Железничка секогаш сум бил вашиот најголем поддржавател. Но за жал мора една вистина тука пред вас сите да ја кажам. Многу пати, иако важните за ВМРО населба, ако се инвестираше во населбата, ќе наликувате на мини градче. А сега, што гледаме? Кал до колена, неасфалтирани улички, нели, ќе имаше и площачи и игралиште за вашите дечиња. Ништо од тоа. Зошто е тоа така? Вашите, така наречени водачи од Железничка, ве представуваат се додека не ги кажат малку да закочат и по тој услов само лично да ги задоволат. Тоа е стратегијата на ДПМН. Да барат од вас сите да гласаат, а само 1 до 20 поединци од населбата ќе добијат лично и ете како се злоупотребуваат вашите гласови, почитувани граѓани од населба Железничка. Ќе ве подсетам и за еден од нашите најнапатени патриоти во поновната историја на Македонија. Тој е министерот за внатрешни работи во најдемократската влада на Македонија, на Лупчо Георгиевски, господинот Любе Бошковски. Вие знаете најдобро како патриот беше братот Любе. Беше меѓу вас и ви помагаше на вас и на цела ваша населба. Само колку луѓе се вработија во МВР и во другите институции од вашата населба од времето на брат Любе и премиерот Лупчо Георгиевски. Не го заборавајте тоа. Знам неколку пријатели кои се од оваа населба и кога се изборуваме за тоа време, само се исполнуваат за едно убаво и финансиски за сите можеби најлиберално време, тогаш и се изградија куќи и живна населбата. За крај верувате во оваа коалиција, верувате во десните партии од оваа коалиција, во Народна партија Обединети и Достоинство и верувате во СДСМ. Но за жал, ВМРО ДПМН не е тоа што беше и сега е во раците на луѓе кои се профитери и кои ве лажат само да дојдат до вашиот глас. За сите факти што ги кажав и што доправа ќе ги кажувам, се уште верувам дека во едно од највомаровските населби ќе следува казна на лажиот патриотизам на ДПМН и незините шпионски сателити. Да живее вистинското ВМРО, да живее Железничка, да живее Македонија, да се живее.